Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Во ова петочно издание ќе се обидеме да анализираме и да продискутираме сето она што беше актуелно изминатава недела, изминативе неколку дена, да дадеме, ако може така да се каже, еден стручен осврт на најважните случувања изминатава недела. Го имам одличниот и совршен соговорник за да ги проанализирам сите овие теми кои што се во план денеска, па велам добро вечер на господин Љубомир Ѓурчевски, поранешен началник во МВР и безбедносен експерт. Добро вечер за гледачите на телевизија Алфа. Она што може би е најактуелно деновиве е секако тоа што под лупа се и беа училиштата, откако 5 деца од Карпош беа хоспитализирани од основното училиште Димо Хаџидимов, бидејќи пројавија симптоми на труење, односно имале такви симптоми, па се примени во клиниката за детски болести, сега се во стабилна здравствена состојба, но од Агенцијата за храна и ветеринарство ги ставаат под лупа училишните оброци, да се испита што се случува кога станува збор за храната која што јадат учениците и најавени се вонредни контроли во 9 училишта. Имајќи предвид дека зборуваме за безбедност и ќе зборуваме за безбедност, основата на безбедност е секако не секојдневни активности, па апсолутно и ова едно, ако може така да се каже, безбедносно прашање. Пазете, значи, како безбедносен ризик по здравјето на децата, она што викаме најчувствителната структура од населението, мора да биде проследена и со соодветни безбедносни мерки внатре во рамки на училиштата и оттука мислам дека ние како држава треба во поучени од сите оние и претходни и ова последново што се случи во Димо Хаџидимов, треба да размислуваме да имаме постојан, секојдневен надзор, односно проверка на храната, водата и сето она што го употребуваат децата особено во оние училишни кујни каде што се добиваат и оброци, нели? Исто така и во оние продажни места околу основните и средните училишта каде што имаме подготовка на храна, сендвичи, било кој, значи треба таму да имаме многу силен надзор на вкупното работење на тие организации со земање на брисови и сето она што е од надлежност на Агенцијата за храна и ветеринарство, за да можеме да добиваме стално, значи да имаме еден таков надзор. Ако некаде малку подзатаиме, знаете, одма ни се случуваат вакви немили настани каде што не дај Боже да ни се случи нешто. Ние знаете, сме имали и во Гостивар, имавме и во Штип, труење со храна, имавме еве ова е последново и оттука мислам дека ако некаде треба највише да се појачат и со кадар и со средства, тоа се точно тие институции за надзор на храната, вклучително и во трговската мрежа, но овде е најсуптилно затоа што станува збор за дечиња кои што и како се нашата викаме најголема вредност е децата, особено оние деца од пониските класови, нели до 5-6 одделение, кога навистина се чисти душички, каде што мора да им обрнеме и да им посветиме посебно внимание. Дури и јас би се заложил да во сите тие основни училишта имаме вработено медицински персонал, точно заради редовни прегледи и така натака. Јас се сеќавам ние кога сме учеле, па сме правеле редовни систематски прегледи и сето она што е потребно од страна на државата се со цел нели да се грижи за здравјето и безбедноста на учениците во сите овие училишта. Добро е што по училиштата веќе горе-доле секаде имаме обезбедување, значи така да полека ги издигнуваме работите на она потребно ниво во делот на гарантирање на безбедноста на децата во училиштата. Кога станува збор за храната, убаво би било да прокоментираме за сите оние акции што ги спроведува Агенцијата за храна и ветеринарство, бидејќи се уништени од десетици тони небезбедна храна која што ја пронашле инспекторите. Особено се поставува прашањето и дали е безбедно сето оно што завршува кај нас на полициите, бидејќи некои луѓе има навика да проверуваат и датуми и се останато, меѓутоа имаме па уште еден предизвик, а тоа е дека АХВ спречи увоз на 20 тони небезбеден помфрит баш пред неколку денови беше ова. Колкава е улогата и на инспекцијата и на царината, сето она како еден систем кога станува збор за она што влегува кај нас во како
како храна, меѓутоа и она што кај нас дома се произведува. Видете, жалосно е што, например, Република Македонија со целиот нејзин потенцијал во делот на производството на храна стана огромен увозник на храна, дури увезуваме и градинарски производи, што е трагедија за сите оние субвенции кои што се даваат во земјоделието, во она што викаме производство на домашна храна, која што можеш да ја следиш незиниот квалитет и незината здравствена состојба уште од фаза на семе, од посадување па све до берба и така натака, каде што до израз нели треба да дојдат и земјоделските инспекции и Агенцијата за храна и ветеринарство и така натака. Но со оглед на фактот дека Македонија е голем увозник на храна, последниот пример со увозот на помфрит, 20 тони помфрит, мислам дека пак повторно ќе се вратам на Агенцијата за храна и ветеринарство, дека таму треба и кадровски и стручно и секако да појачаме, дури и со средства за надзор и надгледување, затоа што секогаш трговците се спремни да прават некакви шпекулации со промена на датуми, со препакување на трговската стока и така натака, но јас првично проблемот го гледам во функционирањето на царинската управа. Значи, при самиот увоз на таа роба, ние таму имаме интегрално гранично управување, кое што е составено од представници на сите институции надлежни за контрола на трговската стока која што треба да влезе во Република Македонија. Значи, во тоа интегрално гранично управување ние имаме задолжителен надзор од страна на фитопатолози, задолжителен надзор од Агенцијата за храна и ветеринарство, задолжително од санитарна инспекција, задолжително од државниот пазарен инспекторат, од управата за јавни приходи и така натака. Значи сите тие институции таму во интегралното гранично управување се застапени и тие треба да водат најголема грижа околу тоа што кај нас влегуваат во Република Македонија од преку тие царински линии, односно преку тие гранични премини. Ја мислам дека ако некаде треба највише да се насочат активностите, тоа е точно таму, затоа што ние и претходни години наназад со она темпо на уништување на големи количини на храна со поминати рокови и така натака, мислам дека таму имаме едно многу послаб надзор за разлика од она што е потребно да се остваруваат, што не значи дека и сега е така. Вие гледате дека веќе сега имаме неколку заплени кои што заплени одат во таа насока, но мислам дека мора да се појачат, особено сега пред новогодишните и божичните празници, Агенцијата за храна и ветеринарство, државниот пазарен инспекторат, санитарните инспекторати мора да ги појачаат своите активности и да бидат присутни и во попладневните часови, не само преку она редовно работно време од 8 до 16, него и во попладневните и во вечерните часови, па да извршат надзори по рестораните и по гостителските објекти, се со цел да се види што храна, каква храна ќе се припрема. Знаете, сега че потнат оние предновогодишни забави и така натака, и мислам дека тука треба да бидат насочени најголемите активности на сите овие институции, се со цел да го подигнеме тој вид на безбедност, со безбедноста на храната, да го подигнеме нивото на еден повисок степен и нормално секој кој што ќе се дрзни да прави шпекулации во прометот, во вкупниот промет, значи треба да се сносите соодветни санкции. Ако некоја роба и поминал рокот, таа роба се знаете постапката, се сочинуваат записник, се предават на институции, таа си одит на уништување. Тука имаме, не треба трговците тука многу да манипулираат со тоа, затоа што они ризикот на калирање на трговската стока, они си го предвиделе во цената, односно биле должни да си го предвидат. Тоа е нивна одговорност. Тоа е нивна одговорност, така да не можат они на штета на граѓаните да си ги покриваат нивното неработење или нивното нефункционирање и така натака. Да, кога извинете? Не, повелете. Кога станува збор за она што значи надзор над работата и оние контроли што треба да се направат, имавме еден случај кој што ги надмина и границите на Македонија, ако може така да се каже, бидејќи стануваше збор за случајот во кафе Рома во Кавадарци, кога српскиот пејач Аца Лукас беше повикан во полициска станица за именно неговиот настап,
но она што дополнително МВР предупреди дека во самиот кафе бар не се издавале фискални сметки, не се почитувал законот за забрана за пушење во затворена просторија, а имало и драматично поголем број на луѓе од она што можел да собере самиот објект, па ако во објектот можело да има 200 луѓе, се претпоставува дека биле присутни околу 700. За жал, овој случај, не дај Боже, многу наликува на бројот на луѓе кои што беа начинот на кој што се функционирало и во Кочани во дискотеката Пулс. Имаше после тоа низа реакција, ако може така да се каже, што од самиот пејачаца Лукас, што од неговиот менаџер, па имаше барање до извинување, па обвинување до премиерот, до државата, дека се чувствувале небезбедни, дека сакале да глумат нешто, да покажуваат ред и поредок врз нив. Меѓутоа, што покажува овој настан? Од една страна, бидејќи се увиде дека на лице место е затегнато состојба која што не е во ред, и покрај тоа што уште се свежи сеќавањата од Кочани, туку што започна самиот судски процес. Видете, значи организацијата на јавните собири, затоа што ова е јавен собир, секако најавен предходно, мора да биде проследена со соодветно одобрение издадено од страна на надлежен орган, а тоа е Министерството за внатрешни работи, значи некој кој што со тоа одобрение превземат мерки и се обврзуваат да ги преземат сите безбедносни мерки пропишани со закон. Значи да има доволно влезови, доволно излези, противпожарна заштита, ако треба и медицинско возило тука присутно, како што го има на фудбалските надпревари и така натака, значи се што е потребно, пожарна, значи се што е потребно на едната страна. На втората страна, секако дека Државниот пазарен инспекторат, кој што се грижи за работното време, Министерството за внатрешни работи, кој што се е задолжен согласно закон да се грижи за присуство на малолетни лица после 24 за точење на алкохол на малолетни лица, значи тоа е од делот на прекршоците, тука треба да е и управата за јавни приходи која што треба да води грижа за тоа дали билетите кои што се продаваат се фискализирани. Не можете вие, како организатор на забавата, да издавате и да продавате билети повише од тоа колку што е дозволата за извршување на стопанската дејност издадена од Министерството за економија, односно Државниот пазарен инспекторат. Ако тој објект, согласно целокупната законска процедура, кога е добил лиценцата за вршење на угостителска дејност, е предвиден дека е максималната бројка на присутни 200 гости, тој не може да продаде повише од 200 карти. Тоа е проблемот по кој што угостителите, односно организаторите на овие јавни собири, по трката по профит не водат гајле за безбедносните стандарди и процедури и тогаш одат спротивно на она што им е одобрено. И ако добиле едно одобрение, они вечерта, во моментот на одржување на забавата, значи го прекршуваат тоа одобрение и наместо 200 гости, внатре има 700 гости, нема фискализација за повише од 200, него има фискализација само за 200 гости, а за сите други наплаќат во готово, не избегнуваат ДДВ, а сето тоа е на штета на буџетот на Република Македонија. И уште едно друго многу битно прашање кое е што организаторот каков договор има со изведувачот. Во конкретниот случај Аца Лукас, како уметник, естраден уметник, е должен на оваа држава да плати ДДВ од тоа што го заработуваат. Не може тој да дојде тука да заработи 10.000 евра и да си замени. Да ги земи тие во кеш и да си замени за Србија. Значи да не се лажиме. Тој тука остварил дејност, културна дејност, стопанска дејност, што викаме, нели? И тој е должен на тоа да си плати ДДВ онака како што е пропишано со законот. Што е пропишано со законот. Спротивно на сето тоа, значи се случуваат сите овие пропусти и сите овие недоследности и тогаш државните органи се должни таквата, значи должни, викам должни, пак ќе повторам, се должни таквиот јавен собир да го забранат, односно да ја прекинат манифестацијата,
да изречат соодветни санкции, односно да поднесат соодветни поднесоци за санкционирање на организаторот заради сите оние пропусти кои што се констатирани внатре, а и да го отстранат со оглед дека овде станува збор за лице странец на кое што му е изречена прекршочна пријава и дури јас би одел на тоа да му се изречи и забрана за влез во Република Македонија за одреден период, она што на запад нели го викаат црн печат. Да се стави црн печат на пасошот негов и да му се каже дека во одреден период, година, две, тоа е судот, тоа право го има, година, 2, 3, 5, да, не може да влезе во Република Македонија затоа што не ги почитувал законите на Република Македонија. Знаете, вие како странец, кога одите во било која држава, сте должен да ги почитувате законите на домицилната држава. Вие не можете таму да одите и да вршите недозволени дејствија, како што е во конкретниот случај, затоа што нашите естрадни уметници секогаш кога организираат, они плаќаат даноци тука. И тука мораме да бидеме еднакви. Како за нашите естрадни уметници, така и за сите оние кои што доваѓаат од страна. Не може ние да бидеме погодно тло за некои да заработуваат. Еве сега идат пак ќе ги спомнам новогодишните празници, па ние сме сведоци дека некои естрадни уметници од регионов потпишувале договори на 100.000 евра и на 150.000 евра и така натака. Кога излегуваа сумите, дури неверно ни беше, а и од една страна е лошо и за нас како народ, бидејќи се чини како повеќе да ги почитуваме странските естрадни уметници за разлика од нашите дома. И затоа викам, а нашите дома не сакаме да им платиме ни 2.000, ни 3.000 или максимум 5.000 евра, а ќе мрзнеат цела ноќ на плоштадот во Скопје за да ги забавуваат граѓаните за таа новогодишна ноќ. Мислам дека мора да изградиме еднакви стандарди, но пред се пак јас ќе кажам, можеби сум локал патриота, но сум за домашното пред странското и не може некому ние било Цеца, било кој да е друг естраден уметник, било Северина, ние да ја плаќаме 100, 200, 100, 150.000 евра. Јас сум имал можност, не во Куманово, значи на Северина и беше во еден период на еден поранешен градоначалник и беа платени многу високи пари, над 50.000 евра во тоа време кога ја немавме овај инфлаторен удар пред 10 години. Така да мислам, а они не сносат никакви трошоци за обезбедувањето, него сето тоа паѓаат на товар на организаторот, потоа организаторот за да заштеди намалуваат на обезбедување, што е должен да има сопствено обезбедување. Не може он да очекува само полицијата. Полицијата таму е за надзор. Ако дојде до нарушување на јавниот ред и мир или до вршење на кривични дела, тогаш полицијата интервенира и тука нема без пардон. Се затварат објектот, се прекинујат настанот и се поднесујат соодветен поднесок до јавното обвинителство. Кога сме тука, кога станува збор за самите локали, и го спомнавме, за жал, случајот со дискотеката Пулс во Кочани, започни судењето за самиот случај, беше и се очекува дека има голем број на што се седнати на обвинителна клупа, има кривични пријави за останати, некако се чини дека ќе видиме како ќе се одвива понатаму целиот процес. За почетокот, може ли една ваше гледиште за почетокот на судењето, сето она што се случува околу самиот судски процес, од вашето искуство до сегашно? Вака, значи, во последно време ние направивме неколку анализи по однос, не само ја и други експерти, по однос на ова судење кое што отпочна. Јас на стартот би кажал дека многу долго се развлече постапката и тука грешат сите, дека нема одговорност према функционери од сегашната владеачка структура. Јас не се согласувам со тоа, затоа што во делот на истрагата што се води против полициските службеници, таму имаме офатено структура на полициски службеници кои што беа именувани и назначени од ова раководство, затоа што министерот Панче Тошковски веќе третата ден го разреши целокупното полициско раководство во секторот за внатрешни работи Штип. Таму беше пратена времена
управа од Скопје го разреши раководството во Кочани и таму имаме 29 лица, 27 или 29 лица, не ме држете за збор, кои што се обвинети за кривични дела сторени од полициски службеници, а кои што се во надлежност, истрагата е во надлежност на одделот за организиран криминал, односно за гонење на кривични дела од областа на организираниот криминал извршени од полициски службеници. Така да секој кој што ќе се обиди да каже дека нема опфатено структура на раководство од оваа влада е во грешка. Да се вратам назад на она што е почетокот на судењето, јас уште на стартот кога ја правев прв пат кога се појави со анализа во делот на настанот во Кочани, јас кажав дека таму треба да се поделит обвинението, што сега еве и адвокатите го и како се бора да го направат, затоа што едно е сторените кривични дела вечерта за време на настанот. Значи сите они од организација, од безбедност, од обезбедување и така натаму, значи се што е поврзано со вечерта, настанот, присуство на малолетници внатре, точење на алкохол, евентуално растурање на дрога и други психотропни материи и така натаму, значи сето тоа вечерта и сите оние системски слабости кои што се случувале, кои што довеле до незаконито функционирање, затоа што во основа таму не смеело да има отварање на вратата на дискотеката, а не некој да организират јавни собири во таа дискотека години наназад, кршејќи ги сите закони, почнувајќи од законот за пренамена на деловниот објект од деловен објект за магазински простор до она што се вика дискотека, па кои материјали биле вградени, што материјали, кој издавал согласности, каде била општинската инспекција, градежна инспекција, кој го вршил надзорот, кој издал согласност, значи сите тие системски слабости кои што се, и затоа јас во основа и тога се залагав да тие кривични дела бидат разделени, се со цел да добиеме една пофункционална состојба во делот. Точно е дека дел од овие лица можеби ќе треба да бидат сослушани како сведоци во делот на постапката што ќе се води против организаторот, против обезбедувањето, против таа структура на лица која внел пиротехниката, значи кој не ги презел сите потребни действија и така натака, и на крајот на криштата кој е тој кој што ја отклучил вратата за луѓето да влезат внатре и кој е тој кој што ги продавал картите и внатре во објект од 250 луѓе тој имал внатре 600 или 600 луѓе, со таа бројка баратаме со 600 луѓе, за да ни се случи таа трагедија, затоа што таму имаме прегазување, едноставно настанато стампедо, кога имаме прегазување, заглушување и така натака, и затоа сум поборец да имаме ефикасни постапки, изгора на тоа се закасни со истрагата против одговорното лице на агенцијата за обезбедување, и затоа сега адвокатите така протестираа околу спојувањето на тие два предмети, нели, односно тие две обвиненија, кога доказниот материјал од првото рочиште, од првото обвинение, од првиот обвинителен акт и овај доказен материјал, односно од вториот обвинителен акт не им е доставен на странките во постапката, односно на сите обвинети, и таму знаете, значи колку што го следам доста добро судењето, таму ние ќе имаме некаде околу над 250 оштетени странки кои што ќе треба да се слушаат, сите да кажат свој исказ. Јас сум бил оштетена странка во делот на Таргет Врдина, па знам како не повикува на суд по 30 и на по 50 луѓе. Овде не може тоа да го прават затоа што таму беше само искажување на оштетно побарување, но овде ќе треба да оштетените странки бидат сослушани пред се оние кои што се повредени, нели? Значи, за да ја опишат целата таа тешка ситуација која што настанала вечерта во објектот, и затоа мислам дека сите овие одложување и онака долгиов процес ќе го развлечат се до моментот додека не се седни. Јас пак ќе кажам и стојам на тоа, еве и професорот Гордан Кајладжиев и некои други, значи се залагаме за едно раздвојување на овие кривични дела и точен опис и
точно определување на доказите за секој обвинет, кој што, како и со кои действија го сторил кривичното дело и кое е кривично дело. Ние не можеме сите на куп да ги гониме за тешки дела против безбедноста на граѓаните, каде што некаде имаме злоупотреба на службена положба, некаде имаме други кривични дела, например некој неовластено набавил пиротехника и така, значи има еден куп други работи. Зошто се комплицираат работите вака? Па јас во една ситуација мислам дека за овај медиум, ама на друга дебатна емисија кажав дека се сомневам, односно до мене дојдоа едни основани со шпекулација, ајде да ги наречам поговарања, ајде да не викам основани сомневња, уговарања дека некој како да се залагат да целиот овој случај заврши како несреќен случај, затоа што во понатамошната фаза кога ќе разговараме, ние ќе го отвориме прашањето исто така и на овие дополнителни приведување и изрекувања на заштитни мерки према лица од управата за јавни. Тоа беше следното прашање. Повелете со прашањето. Како гледате постојано на ова, на другиот пример? Сега дозволете, значи неслучајно го начнав тој дел. Значи таму ние имавме една состојба каде што ни во јавноста продефилира снимени разговори. Значи, каде што имаме јавување од високи политички структури, кои што се јавувале и вршеле влијание врз полицијата, врз управата за јавни приходи, да не превземаат действија кои што биле должни да ги превземаат согласно закон, се во насока на заштита на дискотеката Пулс, односно газдата Дејан, кој што работел спротивно на сите законски прописи. И тамо таа истрага треба да покажи, јас не случајно и тога зборував, мислам дека овде точно со вас за овој медиум зборував дека многу е лошо ако ние дозволиме тие снимени разговори бидат објавени јавно. Ако бидат објавени јавно, тогаш, согласно одлуката на Врховниот суд, дека сите нелегално стекнати материјали со нелегална примена на специјални истражни мерки, следење, прислушување и така натака, би биле користени исклучиво само како индици, основи на сомнение, а не како доказ. И во таа ситуација, јас не случајно тогаш жестоко се борев да тие материјали не бидат декласифицирани, за да не дојди до деконспирација на истрагата. И сега таа истрага, значи, оди тонака како што треба и сите тие материјали, сите тие лица веќе се дел од ними, не дел, јас пак викам дел. Нормално тоа го кажувам дел, затоа што не гледам дека имаме насока према сите овие кои што имале огромно влијание, вршеле од позиција на политичка моќ, правеле влијание врз институциите да не преземат одредени действија, вклучително тука, нели, на господинот Оливер Спасовски и некои други кои што беа посочени дека од нивна страна се јавувале, односно издавале инструкции да не се преземаат службените действија. Сега за сега се отиде само со управата за јавни приходи, најверојатно полициските службеници веќе се опфатени во оние 27 што ги кажуваме, јако еден кој што директно работел како инспектор во делот на сообраќајните работи, кој што ги ја потпишал согласноста од аспект на позитивно мислење за сообраќајна согласност, мислам дека тамо ќе треба малку повише да се презема действија и во насока према сите овие политички моćници кои што се дрзнале спротивно на законите да влијаат на институциите да не преземаат действија кои што се должни да ги преземат со закон. Еве вие гледате веќе дека од управите за приходи, од регионалната управа Штип, тамо Кочани, Струмица, се сите тие опфатени кои што години наназад не воделе, не извршиле надзор во делот на фискализацијата и во делот на работењето на таа дискотека. Колку ќе помогне најавата, да речеме, на анкетната комисија за што е најавена дека би се случила некаде до крајот на годината, за да ги испита несреќите кои се случи изминативе години, бидејќи ние имавме судски процеси и за Дурмотурс и за модуларната болница каде што живи изгореа луѓе, имавме и за пожарот во Бесатранс,
Колку би помогнало такво нешто ако се Видете, факт е дека во услови кога состојбите во судството и во обвинителството ни се такви какви што ни се. Минимална доверба, значи огромна селективност, огромно политичко влијание од едни други структури, значи непрофесионално, не дека они не знаат. Да равчистиме, не дека таму нема професионалци во судството и во обвинителството, има прекрасни професионалци кои што се тргнати на страна визави ними една одредена структура, значи грчевито се бори за да не дојди до целосна реализација на сите овие предмети кои што ги спомнавме. Вие знаете како во Тетово за модуларната болница беше виновен кабелот, не знам таму беа виновни некои други состојби, кај Дурмо Турс никој не одеше во тоа да ја лоцират вината на техничкиот преглед прво на одговорното лице и тој кој што издал техничка согласност дека возилото може да учествуваат во сообраќај. Исто така кај Беса Транс околу лиценцниот систем и излегувањето, значи преку царинската линија без лиценци за меѓународен транспорт и така натака и никој околу тоа не ги поведе тие постапки и затоа мислам дека ова анкетна комисија ако ништо повише барем ќе даде одговор на сите овие прашања, каде што судството малку ќе се позамисли околу примената на законите. Таа анкетна комисија не е суд. Таа е но ќе има една силна политичка порака. Силна политичка порака, откако значи сето тоа ќе се издебатират и ќе се видат сите системски слабости. Таму мора да зборуваме ние и за системските слабости. Ако направиме, да направиме на едната од иницијативите, и две иницијативи има за за случајот, две иницијативи за комплетниот случај. Едната е од ВМРО ДПМН и коалицијата и во нив се бара покрај за пожарот во Кочани да се разгледуваат Дурмо Турс, пожарот во модуларната во Тетово и Беса Транс. Од СДСМ пак бара да се расправа само за пожарот во Пулс. Додека пак коалицијата вреди целосно го поддржува формирањето на анкетната комисија во собранието бидејќи со години граѓаните биле оставени без одговори и манипулација. Значи, дозволете, и вреди и ВМРО ДПМН одат, значи генерално да ги издискутираат и да ги согледаат сите системски слабости и сите слабости на сите случаеви. Во право секога викаат дека имаме постапки од кои што граѓаните се згрозени, не да се задоволни, згрозени. Вие знаете што ни се случуваше и со пресудите за модуларната болница, вие знаете што ни се случуваше и со пресудите за Беса Транс. Но системот да имаше малку подобар систем, лошиот систем кој станува збор за судењата и за Дурмо Турс и за модуларната не доведе до ситуацијата. Да, ама пазете, точно тоа, затоа викаме ние, ако ние сега расправаме само за Кочани и изградуваме ставови и заземиме некоја си позиција дека тамо треба, значи покрај ова што викаме има криминолошки аспекти, но има и системски слабости, значи години назад лиценцни системи, пренамени и така натака нефункционирање на државните институции, ние мора под истото тоа да ги подвргнеме и сите овие други случаеви. И затоа некој бегајќи од одговорноста, додека тој бил на власт, не сака да се расправат за неговите гревови. Затоа иницијативата на опозицијата е едноставно еднонасочна. Дајте за ова да разговараме. А ова што било претходно, да го покриеме со пепел. Не, ако го покриеме со пепел, пак ќе направиме грешка. Затоа што ќе дувни малку посилен ветар, ќе го одвеи пепелот и пак ние ќе ги имаме проблемите. Пак ќе ги имаме проблемите. Мислам, дали ја сваќате поентата на што ми е. Затоа е многу битно да се издискутират целосно за сите случаеви, генерално, да се видат сите состојби, да се види целокупната одговорност на сите институции и на сите надлежни, да се види одговорноста тогаш и во царинското работење. Кој на Беса Транс дозволувал да излегува со автобус без фалсификувана лиценца? 100 и нешто пати излегле од Република Македонија. Како тоа било можно, што било можно, значи кој што, има ли корупција, нема ли корупција, во кој степен е таа корупција, ние сите зборуваме за корупција во системот. Значи, нашиот систем генерално страдат од корупција.
Значи најголемиот проблем, најголемите забелешки што ги добиваме и од Европската унија и од било кои други ги добиваме во делот на корупцијата и во делот на судството. Дека тамо сме најслаби и најтанки и тамо дека немаме малтене никакви резултати. Или че имаме реална борба против коруптивните елементи внатре во државава и че го решаваме проблемот со судството. Ние сме исправени сега, вие гледате што ни се случи, еве денеска имав можност на овие пратенички прашања, малку се згрозив и ја околу она што, значи судика во Уставен суд поднесуваат иницијатива за измени на начинот на исплата на зголемување на пензиите, се носи одлука, има некои сомненија дека таа одлука веќе дека е подпишана, со која што ќе се направи огромна штета, огромна неправда према оние кои што повторно ќе бидат доведени да бидат пониско и од социјалните случаеви. Значи социјалната помош да биде поголема него одредена пензија, а тоа благодарение на лошата приватизација. И сите оние состојби кои што нели ни се предизвика во тој период на распадот на економскиот систем некаде од 94 до 2000 година, кога најголемиот дел од стопанските капацитети отидоа под стечај, луѓето останаа без работа, без придонеси, без исплатени плати и така натака, нормално дека сега нивните пензии се такви какви што се. На друга страна пак се зборува дека ќе се носела одлука во Уставен суд за одмрзнување на платите на судиите и на јавните обвинители, што на друга страна ќе донеси до една друга неправда. Да, ќе позбориме и за овие прашања, особено во делот за платите во судството и довербата се. Ќе направиме на кратка пауза тука за реклами и се враќаме назад да го продолжиме разговорот. Да се враќаме назад во студиото, ќе го продолжиме разговорот оному каде што го застанавме, тоа се состојбите во судството и во обвинителството. Каква е состојбата? Видите, состојбата... Знаеме дека ниска е довербата. Од друга страна, знаеме и вие тоа велите, има професионалци во судството и во обвинителството. Како да ги подобриме? Мислам, ова е прашање што континуирано ни се повторува, за жално... Дозволете. Не може во јавното обвинителство да стојат предмети со години уште во фаза на предистрага. Јас често пати кога гостувам по сите медиуми го апострофирам случајот Крмзов. Значи викаме поврат на ДДВ 93 милиони евра. Тој случај беше првичната фаза со 6 милиони евра беше затворена уште во септември 2024 година. Од септември 2024 година до ден денеска јавното обвинителство не се произнесе со одветен акт. Господа, ако таму има кривично дело, дајте обвинетелен акт. Ако нема кривично дело, дајте решение, донесете дека нема кривично дело кое што се гони по службена должност и бидете храбри, бидете достојни на својата професија и подпишете се. Нели за да видиме утре, задутре, кој јавен обвинител ја злоупотребува својата службена положба, за да се може против него Советот на јавни обвинители да си поведи постапка. Или викаме судии кои што со години наназад ги развлекуваат рочиштата до таа мера, дури едноставно дозволуваат предметите да застарат, или не овозможуваат еднаквост на странките во постапката, кога зборам странките, зборам на една страна обвинителството, на друга страна обвинетите, затоа што се они странки во постапката, имате несоодветно им давате можност да се бранат и да ги употребат сите правни действија кои што се пропишани со законите. Последниот случај што нас ни се случи, јас често пати нели зборував дека во случајот Тенк нема кривично дело, нели со кое што беа осудени господинот Џоко Поповски и министерката Гордана Јанкуловска. Значи јас често пати тоа го кажував години наназад по медиумите дека таму нема кривично дело, нема оштетен. Сега ние имаме ситуација кога од Страсбур веќе имаме
предупредувања, односно барања да им се достават одредени сознанија кои што укажуваат на енормни злоупотреби во постапката сторени од судечките судии, односно од обвинителите, односно неовозможување на еднаквост на странките во постапката пред судовите и значи што не доведува како држава дека ние навистина имаме огромен број на политички мотивирани предмети, кои што политички мотивирани предмети па сме ги коментирале со тоа дека се создаде противуставна категорија специјално јавно обвинителство. Значи тоа сме го коментирале. И во една таква консталација вие тие судии кои што го правеа тој политички прогон ги наградувате. Јавните обвинители, нели, од специјалното јавно обвинителство си поделија паушали и награди по 250.000 евра, за да на крај истите тие одговараат, односно еден главниот на тоа специјално јавно обвинителство одговараат за рекет, за кривично дело рекет. Значи, од тука ние само ја губевме довербата према тие институции. Сега се поставува прашањето на реформи. Вие пазете, таму имаме, го земаме прво контролниот орган во судството. Тоа е судскиот совет. Во судскиот совет имате 5 членови на кои што собранието им изгласало недоверба. Собранието е представник на народот, да не се лажиме. Тоа ги избрало тие 5, тие треба да ги разрешат. И тие требаше по тоа изгласана недоверба веднаш да си поднесат оставка. Истото важи и за државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Тие со ова само прават штета на реформските процеси во судовите и во јавните обвинителства. На друга страна, слушаме за ова што сега ја припремаат оваа одлука за одмрзнување на платите на судовите и на обвинителите. Премиерот многу јасно и гласно им кажа: добро, окей, сакате, ќе го добиете судскиот буџет. Но во законот за судови, кога ќе го добијат судскиот буџет, они сами да раководат, дали тоа ќе биде 1%, 2%, 1% од бруто домашниот производ, тогаш доколку некоја пресуда на некој судија паднит заради незаконитост во постапката, оштетата да си ја плаќаат они од судскиот буџет, не државата да ја плаќаат оштетата, него они. Па во тој случај ќе си ги намалат собствените плати, собствените бенефиции, за да изплаќаат огромни штети на странките во постапката, затоа што Па ги исплаќаме сите ние за нивните грешки. Нивните грешки ги исплаќаме. И се додека ние не создадиме еден судски совет, вистински контролен механизам на она што се вика судење. Ние никој не сакаме да ги коментираме судските пресуди, но судскиот совет е органот кој што е должен таму каде што да ги следи и таму каде што ќе утврди незаконитост, веднаш да постапуваат и да санкционират. Само така ќе изградиме независно судство, но сето тоа треба да биде предвидено во Законот за судови, во Законот за судски совет и така натака, изборите нека си ги вршат сами. Дали мандатот ќе им биде 7 години, 9 години, тоа ќе се одлучат они, законодавецот ќе ги донеси тие реформски закони. Ќе ги донеси законодавецот тие реформски закони. И огромни реформи нас ни се потребни во таа фамозна Академија за суди и јавни обвинители. Таму е, мислам дека создадено уште едно легло од кое што се регрутират неквалитет. За жал. Таму вие знаете како се има огромен непотизам, има запишување на академијата со некој кој што положил правосуден испит пред да заврши, пред да дипломират на факултет и така натака. Значи тоа е катастрофа. Или сето тоа ќе го надминиме, но ќе создадиме еден добар мериторинг систем. Значи таму ќе одат најквалитетните правници со одредено работно искуство во дејноста, во правото, било да е тоа адвокатско искуство, било да е тоа како соработници во делот на судовите и на обвинителите, без 5 годишно работно искуство, јас никого не би го пуштил во таа академија. Значи тој мора прво да научи да напишете една пресуда, или да напишете еден обвинителен акт, или да напишете една жалба или еден поднесок. Зборам за адвокатите, една жалба, еден поднесок, една тужба. Ние таму имаме човек кој што никој пат не работел ништо
ништо од од постапките и директно он утре задутре го именуваме за јавен обвинител. Ало. Докаде ќе одиме? Ние нормално со тој неквалитет ќе добиеме неквалитет. Со тој неквалитет. Затоа во таа академија мора да биде предвидено дека може да аплицираат само некои кои што работел 5 години во ФЛАТА, во правосудниот систем. Разбирате? За да се добие, за да се види квалитетот на кандидатите кои што утре задутре ќе треба да се грижат за човековите права, за правото. Зборам затоа што само судот има право да ограничи човекови права и слободи. Значи може да изречи казна затвор, може да изречи забрана за движење, забрана за присуство на одредено место и така натаму, еден куп забрана за вршење на дејност, еден куп алтернативни мерки може да изречи судот. И затоа таму треба да бидеме многу внимателни. Кој ни се суди, што ни се суди и да една за секој пат превземиме, односно тој судски совет преземи ригорозни мерки против сето она што не е коруптивно внатре. Дали тоа се основниот персонал на евиденции, на водење на деловодници, на статистик, на водење на она што е, викаме, судската администрација, дали тие ни се коруптивните елементи, односно посредниците во корупцијата, каде што треба стварно да сечиме. Исто треба да се погрижиме и за нивниот социјален статус, за нивните плати, значи има работа тамо, многу работа има. Нека не се занесуваат судите затоа што на ними ќе им треба и друг стручен кадар кога они ќе го добијат сопствениот буџет. А јас сум утре да им се даде сопствениот буџет. Ама да им се предвидат и одговорности. Барате права, бурум права. Ама бурум и одговорности. Значи без тие две работи одат една со друга заедно. Еве ви права, еве ви одговорност. Ако барате само права, а не сакате одговорност, тогаш сме ја утнале работата на старт. Впрочем, и секаде да така работи. За да има одредени права треба да има, тоа е основата на општеството и како функционираме. Како функционираме. И права и обврски. Ако го немаме едното со другото, ние ќе се доведеме во ситуација да бидеме нефункционални. Тоа сега нас не се случува. На една страна, во судството и во обвинителството имаме само права, а немаме обврски. А имаме само права. Високи стандарди, плати, не знам, провизии, не знам, дури бара и имунитет и така натака. Значи, само права се бараат. А никој не зборува за нивните обврски. Не, окей, јас сум, сите права. Се што мислите дека треба да го имате. Ама на друга страна да си имате обврски и кога ќе ви чукнат на врата судски совет и кога ќе ви кажи дека овде не сте го примениле законот како што треба, вие ќе си поднесите оставка од позицијата судија, избран судија. Пошто изборите внатре, нели, ќе си ги вршите вие. Ќе си поднесите оставка и ќе си одите надвор од судството. Секој задоволство да се разговара со вас за вакви тешки и специфични теми, бидејќи убаво ги објаснувате. Ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше вечерасното издание на емисијата За или против. Јас ви посакувам убав остаток од денот, убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.